11-годишниот Стојан Димовски боледува од церебрална парализа и спастична мускулатура. Поради ова, не може сам да се движи без придружба. Стојанче досега бил на повеќе третмани, бански лекувања, како и оперативни зафати на тетивите, но нова надеж за подобрување на неговата состојба добива од интернационалната болница Жинг-Фанг Ред Крос од Кина, која се бави со алтернативна медицина. За неговото патување и 3-месечно лекување таму потребни се $15,000, средства кои скромните примања на неговите родители не можат сами да ги покријат. Стапивме во контакт со една интернационална клиника во Кина. Они ни одговорија дека имаат искуство, дека работеле со такви дечиња и дека значително состојбата им се подобрува. Значи, јас како родител сметам и имам голема желба и надеж дека ситуацијата и состојбата на Стојанче ќе се подобри. Ако не е 100%, барем половина од тоа што е сега он до сега, барем да се осамостали, да не вика тато затвори ми ја вратата или мамо дај ми чаша вода. За патувањето и лекувањето на Стојан во Кина се отворени и денарска и девизна сметка за донации, како и донаторски броеви на мобилните оператори, на кои хуманите граѓани можат да помогнат. Неговите родители велат дека секоја парична помош е добредојдена, а досега се обратили во неколку државни и локални институции, како и приватни фирми. Се обратив во информативно чисто во Министерството за здравство, таму ми рекоа дека се работи за алтернативна медицина, фондот не покрива таква медицина, не се работи за нормалната медицина, не знам како да се изразам. Се обратив во Труд и социјала за еднократна помош, пишав писмо до министерот за Труд и социјала, се уште немам од таму одговор. Така да останува на нас како да се снајдеме, како знаеме и умееме да се снаоѓаме за финансиска поддршка. Стојан Димовски од оваа учебна година го посетува посебното основно училиште Маца Овчарова. Досега учеше во основното училиште Кирил и Методи, но поради кабинетската настава која овде започнува од 6-то оделение, Стојанче е спречен да го посетува ово училиште поради неможноста да се движи без придружба. Но тој им е благодарен на поддршката која му ја даваат и наставниците и другарчињата од двете училишта. Ги поздравувам од Кирил и Методи наставничките И другарчињата. И другарчината и вие наставнички од специјалното училиште. Останува до месец декември семејството Димовски да ги собере потребните средства за лекувањето на Стојанче во Кина. Тој пак се надава дека по третманот таму, кој ќе се врати, ќе може да продолжи со школување во неговото матично училиште Кирил и Методи, кое се наоѓа на само 50 на метри од неговиот дом. Од денеска започнува прибирањето на предлози за 9 ноемвриските признанија и награди, како и за наградата најстудент за 2013 година. Комисијата за општествени дејности веќе одржа својата седница и покрена иницијатива за прибирање на предлозите. Највисокото признание кој оваа година ќе го додели општината е наградата за животно дело Гемиџии. Признанијата 9 ноември се доделуваат на поединци, органи, организации, здруженија на граѓани и заедници чие дело и постигнати резултати се означени за општина Велес и нејзината афирмација во земјата и светот. Наградата за животно дело Гемиџии се доделува на поединци за постигнати резултати во развојот и афирмацијата на Велес во државата и надвор од неа. Наградата Гемиџии е парична и е во висина од 3 просечни месечни плати. Потенцијалните добитници може да бидат предложени од индивидуа, група граѓани или институција, а може и лично да се пријават. Локалната самоуправа и оваа година ќе ја додели и наградата за најстудент професор доктор Ѓорѓи Шоптрајанов за 2013. Се доделува на студент од општина Велес со завршена најмалку втора година од студиите на некој од универзитетите во Република Македонија и акредитираните универзитети во земјата и странство. Кандидатот за награда на општина Велес за најстудент, професор доктор Ѓорѓи Шоптрајанов, треба да ги исполнува следните услови: да е жител на општина Велес, да има просечен успех во текот на целото студирање од најмалку 9,5, и оваа награда е парична
и е во исти износ како и наградата за животно дело Гемиџии. Од општина Велес и оваа година очекуваат квалитетни предлози кои навистина оставиле белег зад себе во афирмацијата на градот. Наградите ќе бидат доделени на свечената седница која ќе се одржи на 9 ноември. Тројца грчки државјани настрадаа денеска во сообраќајна незгода која се случи на автопатот Велес Градско на речиси 3 километри пред наплатната станица. Автомобил марка BMW со германски регистарски таблички изгубил контрола и излетал надвор од коловозот на земјена површина. Неколку пати се превртел пошто удрил во металната ограда. Сите тројца се пренесени во медицинскиот центар Велес, каде им била укажана лекарска помош. Утро во некаде после 10 часот се донесени тројца патници, странски државјани, грчки државјани, од кои што едниот нема никакви повреди, а останатите двајца се со полесни телесни повреди. Шоферот е со повреди површински во предел на главата и на градниот кош. Направени се дополнителни следувања, рентген снимки на глава, на граден кош, исклучени се по сериозни повреди. Со патникот има една сутура во предел на една рана во предел на главата, сутурирана раната, згрижени пациентите и се пуштени на домашно лекување. Сите тројца се на возраст од околу 60 на години. Од СВР Велес информираат дека по овластувањето од јавен обвинител и истражен судија, полициска екипа веќе извршила увид на местото на несреќата. При тоа сообраќајот се одвивал нормално, а по целосно документирање на случајот, возачот по итна постапка ќе биде изведен пред Основниот суд Велес. Акцијата Македонија без отпад 2013 веќе ја започнаа од Дирекцијата за заштита и спасување. Утрово тие го чистеа дворниот простор околу работните простории, со што дадоа подршка на акцијата, која ќе се спроведува како на локално, така и на државно ниво. Денес го расчистуваме дворот од разни отпадоци, односно како и што е акцијата Македонија без отпад. Во акцијата учествуваат и Управата за јавни приходи и Министерството за одбрана. Ние од долго време гледаме дека не е исчистено и сакаме да направиме едно добро дело, да го исчистиме овој дел. Во акцијата на чистење се вклучија 20 на луѓе. Големата акција се очекува широм земјава да се одржи на 5 октомври и е дел од националната кампања која се води под мотото Ајде Македонија. Падна одлука за либерализација на пазарот на електрична енергија. Регулаторната комисија за енергетика одлучи либерализацијата на пазарот на електрична енергија за домаќинствата да стартува од 1 јануари 2015. За компаниите пак либерализацијата ќе започне од април следната година. Со ова компаниите и домаќинствата самостојно ќе можат да изберат од кој трговец ќе се снабдуваат со струја и по која цена.
За воведувањето на либерализацијата без проблеми, регулаторната подготви акционен план, според кој учесниците на пазарот на електрична енергија имаат обврски и рокови што произлегуваат од правилата за пазар на електрична енергија, но и Законот за енергетика. Најдоцна до 15 овој месец ќе биде објавена листа на предпријатија што поседуваат лиценци за трговија со електрична енергија, како и снабдување со електрична енергија. Најдоцна до 30 ноември пак годинава треба да се донесе и тарифникот за системот за продажба на електрична енергија на домаќинствата и малите потрошувачи. Во наредниот период, регулаторната комисија ќе организира јавни расправи и работилници со цел сите учесници на пазарот на електрична енергија да бидат целосно подготвени за либерализацијата на пазарот на електрична енергија. Либерализацијата за компаниите требаше да стартува од 1 јули годинава, но се одложи бидејќи компаниите не беа целосно подготвени, а тоа можеше да донесе само раст на цената на струјата.